сакам да ви информирам јавноста од името на јавното комунално предпријатие Комуналијат Струмица до сите правни субјекти кои што во текот на овој период кога имаше вонредна состојба, кога дел не работеа од нив, тоа претежно се однесува на на хотелите, на ресторантите, на кафичите, па и на другите правни субјекти кои што не беа во можност да работат во овој временски период. Заедно со нив, бидејќи пристигна одреден број барања од самите правни субјекти, но еве и ние како јавно комунално предпријатие излегуваме во пресед со една иницијатива до градоначалникот на општина Струмица, до Советот на општина Струмица да извршиме едно помагање на правните субјекти во општина Струмица кои што се наши клиенти во делот на сметките, во делот на оние тековни сметки кои што доаѓаат за вода и за ѓубрарина. Имајќи пред дека тие субјекти не по нивна вина, него по ова што се случуваше здравствената криза и со владина уредба беа приморени да не работат и во тој период сметаме дека е пожелно и добро да излеземе и ние во пресред. Јас разговарах со одредени групации нивни, како здружение на разни сектори, да кажеме, во приватните субјекти, значи угостителство, продажба, трговија и така натаму, но еден најголем дел е погоден во обичаено угостителството, така да заедно со нив ќе ја доставиме иницијативата и до Советот на општина Струмица и до градоначалникот. Врз база на тоа ќе изработиме одреден број или видови на критериуми за да излеземе во пресред на нивните барања, за да можат овој тежок период да го преминат. Имајќи пред дека овој период исто така тежок и за јавното комунално предпријатие, во делот значи и на наплатата и на овие делови, но сепак ние имаме една општествена одговорност према самите нив, бидејќи тие се долгорочни клиенти на еден начин, наши сограѓани, наши правни субјекти кои што екзистираат на територијата на општина Струмица. Еве, сакам да ја соопштам таа вест на еден начин, значи информација која што значи во наредниот период комуналното предпријатие заедно со нив ќе изработи таква листа на приоритети, да кажеме, или методи на кој начин да бидат ослободени. Од страна на правните субјекти сакам да соопштам да не настана никоја забуна, нема потреба да доставуваат било какви значи барања или апликации, ние тоа сами ќе го сработиме, имајќи го увидот на терен, заедно со општина Струмица, па и со Советот, тоа да биде доставено на некој од наредните седмици, за да можеме на еден начин да помогнеме во овие тешки времиња на правните субјекти во општина Струмица, кои што и најмногу беа погодени се погодени од корона кризата и овој период кој што беше за нас. Па зборуваме за временскиот период од кога настана вонредната состојба, тоа е значи некаде 15 март, па се до денес, да кажеме малтене, или до период кога почна да се отвараат одредени правни субјекти, соодветствувајќи со уредбите кои што ги пропишуваше владата на Република Северна Македонија, што значи затоа велам, ние како јавно комунално предпријатие, нашите служби се тоа ќе го изработат, значи во период од кога почнуваат да не работат до период кога ќе почнат да профункционират, односно веќе да работат. Еве сега да кажеме угостителските објекти работат веќе со одредени протоколи кои што ги имаат, но хотелските капацитети не работат се уште. Значи тоа ќе биде тоа што треба од наша страна да ги изработиме тие критериуми, односно како се спроведувале мерките, како се спроведувале во владините уредби, за да изработиме една правична, соодветна и комплетна слика, за да можеме правилно на сите да ги обештетиме на еден начин. Тоа е иницијатива, сепак реков, од страна на комуналното предпријатие, нормално во соработка со субјектите кои што се наши долгогодишни клиенти. Општина Струмица е исто така расположена за таа мерка, така да сите тие работи ќе бидат од страна сработени и доставени до Советот на општина Струмица. Уредбата важеше за трговски центри да бидат затворени од временскиот период кога беше прогласена одредена уредба, да кажеме, сега не точно за секоја посебно, така да тие правни субјекти кои што се наши корисници, а се во глобал, исто ќе влезат во овој дел.